на матурата. Знаеш, дури, тоа си стои, кога славиш матура, имаш повод што е за прослава, безикли, така? И дали сега директорката, дали професорката излегува да јавно да ти честита, така? Професорката, македонски, Каролина, ќе ја раскажи како оди тој момент? Па, само што пристигнав од Израел, од Тел Авив, бевме ти беше пратечки вокал на Тамара. Да, со Тамара и тој успех што го постигнавме таму и тој успех што го постигна Тамара, мислам дека е најголемиот до сега. И имаше така некој момент кај што баш беше се во брзање за да стигнам на матура, затоа што ќе ми беше криво да не стигнам на матура. Бевме сите таму, требаше да се вратиме. Ние се вративме со Дарко Димитров ден пред да се вратат сите други. Аха. Тамара. Специјално за матурата? Да, специјално за матурата се вратив, а Дарко се врати со мене. Заедно бевме и тука се случи хаос после Евровизија. Сите слават, сите некој трча лево, некој трча десно, а ние клучот го бараме од соблекувална. Не можеме да го најдеме клучот, сите ствари ни се таму, а авионот не чека. Значи авионот не чека. Со Дарко трчање натака, навака, некако го земавме клучот, сите па еуфорија. И стигнувам вечерта, другиот ден се спремам за матура, идам на проба фустанот, све, нели, сите процедури. Да, и вечерта на матурата, професорката македонски Каролина, ќе ја поздравам во овој момент, навистина ми беше многу голема поддршка во тоа време. И излегува да каже дека да ме поздрави, да каже дека Антонија пристигнала од Израел, дека постигнала голем успех со Тамара на Евровизија, 7 место, честито се. Proud. Да, и сите место аплауз дадат, сите Сите, ама не сите, сигурно не сите. 50-50. Некој аплауз, некој Добро, не може да не ти е, не знам, мака после такво нешто. Па ми беше мака искрено, не се осетив баш убаво, ама што знам, тогаш бев помала. Како се враќаш после тоа? Знаеш, која ти е мотивацијата да речеш добро, лоши се, злобни се, не знаат? Па не, сепак сме биле деца. Така го гледам тоа. Така? Не можам да го гледам од нека лоша страна, од лоша перспектива. Тогаш може да ми било тешко, меѓутоа сега кога ќе се навратам. Одиме понатаму и тоа. Одиме понатаму, деца сме биле искрено. Добро, и тоа не е лошо. 18 години, сега не сме деца, ама пак.